Колку е сата вече после? Ја го киде сата. Да ме не се дефилува. Може? Саше, може? Господин Радонски, колку беше предизвик да се направи ваква монографија со оглед на обемноста на делото и спецификата која што како квантум ја има господинот Митрев? Па, од една страна, сепак ќе кажам дека не беше воопшто предизвик, затоа што тој човек и навистина заслужува монографија. Ако го имаш обемен материјал, тоа воопшто не е проблем да се обработи. Да подсетам дека Коце Митрев е првиот штипски филмски сценарист, првиот филмски штипски режисер што снимил прв документарен штипски филм и прв штипски игран филм. Тој е автор на првата филмска економско-пропаганда реклама. Воедно е првиот штипски ТВ снимател и првиот штипски ТВ репортер, односно извештувач од Штип. Основач на првиот киноклуб во Штип. Тоа е прв киноклуб во Македонија вон Скопје, така што тоа повеќе е интересно отколку што е предизвик. Што се содржи монографијата? На колку страници, што се имате сместено во неја? Па вака, монографијата е во класичен стил работена, значи прво е даден дел за неговото семејно потекло, потоа најголемиот дел е неговото творештво, посветено неговото творештво, кое што е сестрано и кое што предмалку го спомнав, во кои области се одвивало, и на крајот дел за неговиот приватен живот. Колку фотографии, колку извадоци, и ме интересира и филмот. Имате снимано документарен филм до сега необјавени материјали. Да, филмот по известно време ќе го види публиката. Во него направив ретроспектива кратка, се трудев да биде тоа што по-концизно за целокупното негово творештво. Кој беше мотивот? Што ве натера да направите на ваква монографија? Ова е многу интересно прашање, сега ќе ви кажам што. Јас Коце Митрев, односно Чичо Коце, го познавам многу одамна, но јас цело време го знаев него само како снимател за телевизија и ништо повеќе. Кога во еден миг открив дека што се тој друго направил за Штип, тоа беше пресудниот импулс што кај мене нешто ме потикна, викам, овој човек мора да се објави монографија за него и за неговото целокупно творештво. Присутни, почитувани дами и господа, добре дојдовте на промоцијата на книгата монографија за Коце Митрев, приведена од страна на писателот и историчар Александар Донски. Оваа монографија го представува богатиот творечки опус на господинот Митрев. Биде мало изненадување и за самиот господин Митрев, бидејќи и тој како и вие вечерва за прв пат премиерно ќе го погледне филмот. Се надевам ќе уживате да го погледнеме. Спорт го задолжиле не само градот, туку и целата наша држава и народ. Имињата на овие дејци главно се добро познати, но има и такви кои дале огромен придонес за Штип.
а нивното творештво не е доволно афирмирано среде помладите генерации. Еден од нив несомнено е Коце Митрев, првиот штипски филмски режисер, сценарист, снимател и ТВ репортер, а воедно и основач на првиот штипски киноклуб. Коце Митрев е и најсестраниот штипски хроничар, кој над 50 години мултимедијално го регистрирал животот во нашиот град. Постоеле и постојат хроничари што го овековечувале животот во Штип, било преку своите написи, било преку фотографијата, па и преку аудио и видео записи. Но за Коце Митрев е карактеристично што сето тоа го правел наеднаш. Го регистрирал животот во Штип и преку својата камера, и преку својот фотоапарат, и преку своите текстуални записи за ТВ прилозите, што одовде ги праќал за телевизиите во Скопје и во Белград. Погледнахме наистина представува силниот креативен порив на господинот, различни форми остава наистина автентичен белег врз историјата на филм. Да се обратам со неколку зборови. Сакам да ви се заблагодарам на сите присутни кои со вашето присуство ја збогативте оваа промоција. Случајно слушам прва родена, се заврши света. И преко интернет. Готов. Љупчев. А сега јас ке Ајде ке се Важно еден добар Сега мутре